20 години Тони Евтимов од Штип помина во Америка и на крај да одлучи повторно да се врати во својот роден Штип. Годините во Соединетите Американски држави Тони ги помина во Чикаго, Њу Џерси, Аризона и повторно Чикаго, натрупувајќи огромен труд, но и учејќи го системот кој за едни е Елдорадо, а за други може да е двор на пеколот. Што го натера Тони да замине од Македонија и која беше неговата представа за Америка тогаш? Па како и секој млад човек, сака да отиде да го види светот, да стекне некое животно искуство. И генерално тоа ми беше желбата и планот. Меѓутоа, кога ќе стапнеш на американско тло, ситуацијата се мене. Почнеш да гледаш некои други работи и како кажано по наше домашно и чеширскиот сап не одат заедно. Така да и кај мене беше тоа пресудно, затоа што ние од тука имаме една представа за таа земја е малку подруга. Буквално не е нити 5% од тоа што ние мислиме дека е и што го гледаме на телевизија и филмовите. Како изгледаа почетоците во Америка и кои беа најголемите предизвици кога стапна на американското тло? Почетоците не само како за усад, него како за секаде, ја мислам секој кој отиде некаде генерално, ако отидеш сам некаде се тешки. Значи секојаш почнуваш од нула, не познаваш никој, не знаеш каде си, буквално не ја знаеш околината околе себе, не е како дома кога си седа ти е познато. Една продавница да сакаш да најдеш, тоа време ја кога отидов немаше телефони, немаше Google, немаше мапа, немаше ништо. Средување, документација, место на живење, барање работа и сите тие основни работи што тука кај нас ги немаме. За сите тие години Тони упорно работеше, но и го анализираше системот кој дава и зема се. А тоа е многу поразличен систем од тука. Значи буквално комплетно два различни света се тоа. Многу поразличен систем и треба многу подлаго време да го сванеш и да го разбереш. Колку порано го сванеш и го разбереш системот, полесно ќе ти биде. Колку повеќе пробуваш тоа со тебе, твоето од тука да си го носиш и дека мислиш дека е правилно, ќе имаш повише проблем со системот. Така да не е лесно, многу е потешко да се привикнеш на тај систем, меѓутоа околината, самата околина и времето со тек на време, сакал најкил ќе те смени. Менталитетот, за кој многу се зборува, веројатно го промени и Евтимов. Дали тој го чувствува тоа? На почеток не. Али со тек на време тоа самото по себе си доаѓа и се мене. Ти не го осеќаш, што не го чувствуваш. Тоа можем да го компарирам со една голема машина, која со тек на време секој ден, секој саат, секој искуство, некаде со некој со нешто, тебе полека те мене. Ти почнеш да гледаш дека не многу работи ти што си ги мислел дека не се така и дека полека почнуваш да прифакиш. Прво и основно, дека ќе мораш да се прилагодиш на тоа за да се интегрираш у системот. И со тек на време тоа те мене. Гледаш другите луѓе како функционират, мораш и ти така да функционираш. Откако се стабилизира и на тамошниот живот го гледаше со рутина, Тони свати една работа. Ако си паметен ќе сванеш многу работи, не само една. Дека таму времето е една од најскапоцените работи. Луѓе таму времето го ценат повише од парите. Затоа што ти можеш да ги имаш сите пари на светот, ама со тие пари не можеш да си купиш екстра време. И тоа е многу ценното затоа што таму животот е многу динамичен и за се едно нешто треба многу време. Значи тука ние живееме у мали заедници, мали градови, се ни е блиску, се ни е напретек, се може пешки. Таму не можеш било која работа у денот да ја завршиш, било да што сакаш да направиш, не можеш испод саат-два минимум да ти земи. Затоа многу се цене времето. Кои се главните причини поради кои одлучи да се врати во Македонија? И на најубавото место да си на свето, после да го време може да ти досади. Валјда, тоа е моја перцепција. Моја лична одлука. Луѓето тука знаат да се жалат на корупција, неправди, криминал и злоупотреба. Што просечен американец би рекол за Америка? Таму луѓето не се жалат на системот, затоа што секогаш таму луѓето се многу повеќе самокритични од кај нас. Кај нас ние некако тука Македонија на Балкан, но ние сме просто оперирани од самокритика. Значи ние проблемот го бараме секаде околу нас, само не кај нас. И сите ни се криви на нас, само ние не сме криви. Додека таму тоа не е така. Секојаш луѓето прво го вперуваат прсто во себе, гледат прво тие самите што може да направат, па после тоа што не зависи од нив.
А генерално 90% работите зависят од нас. Америка е ветена земја на сништата, но дали е баш така? Порано во поднешните години беше. Сега малку и таму е сменет систему, не е исто. Меѓутоа, не би рекол дека е веќе земја на соништата. Тоа е било порано на времето, тоа е некој мит, за некои луѓе, за некои не е. Повеќе е склоп на околности, на среќа, али не е па не е среќа. Па многу зависи од лично само од тебе. Колку си ти спремен да даеш, колку си спремен да се жртвуваш, колку си спремен да работиш, мако трпно и да работиш на сам себе. И да знаеш сам да се снагиш, да не очекуваш како што рече, да не сите ми се криви и ете така е, као хороскопо не ти се погодил. Спротивно, за огромен процент, Македонија е земјата на корупција, криминал и неперспективност. И тоа е пречка поради која не може да се успее. У некој процент се слага, меѓутоа генерално не е точно тоа. Како што реков, криминало, корупцијата и што друго, и неперспективноста, тоа се само флоскули. Значи тоа не те спречува тебе или некој како млад човек да се едуцира, да се надградува, да траже нешто, да може да биде подобар у својата работа, наредниот ден да биде подобар од претходниот. Тоа буквално ја не гледам некаква врска со тоа што секој може да работи сам на себе и најбитното, секој треба да тргне од сам себе. Значи прво сам треба да се променеш, па после да пробаш околината да ја сменеш. Кој е клучниот проблем во македонскиот менталитет? Ние имаме многу лош менталитет. Имам милион примери што можем до утре да ги редам. Како на пример тоа што го кажа со претежно младите луѓе. Што они се жалат на се, ама они се жалат на тоа што тие не може да го сменат. Да речеме млад човек тука се жали, ке кука и ке плака на минималецо. И ти сега се жалеш на нешто што ти не можеш да го смениш. Значи, никој не ти е крив што ти си у таа група на минималци. Работи на себе, излези ти од таа група. Дали оваа главна причина поради која тој се одлучи да се врати во Македонија? Едноставно сакаш промена малку. Јас сум роден, растен тука, оваа држава, овај град. На мене секојаш ми се мили и мојата држава и мојот град и секој што осеќам убаво тука. Има доста привилегии што ги имаме тука, а ги немаме таму, ама не сме свесни за тоа ние. Сите тие работи што ги имаме тука како привилегии, таму се скапо плаќа. Еден пример само ќе ти кажам. Значи тука, ако сакаш да изведеш жената на вечера, не те кошта ништо, ќе те кошта само вечерата. Додека таму, ако сакаш ти жената да изведеш на вечера, ти можеш да најдеш некој децата да ти ги чува. Значи не можеш ти да ги оставиш децата сами дома. Комшика не можеш да викнеш, тамо е забрането, не смееш. Мораш да викнеш некој или што е лиценциран, или што е овластен, што може тоа да го направи за тебе. Тебе ќе те кошта бебиситерката и ќе те кошта тие 2-3 сата што ќе излезеш и ќе те кошта дупло вечерата со жената и нас. Или таму да речеме, не можеш дете да оставиш на било кој, мораш да го носиш у градинка. А една градинка за мало дете кошта исто како една плата на еден возраст. Значи, ти или твојата сопруга треба да ја тргате платата за да ја плакете градинката за детето. Додека тука сите знаеме колку е градинка за дете, нели? Дури и бесплатно. Кој е советот за нашите кои сакаат да заминат во Америка? Било каде да отидеш, било каде. Без работа, без жртва, без да веруваш у себе, без да улагаш у себе, да се едуцираш, да бидеш комуникативен, да се бореш, едноставно да се бореш, не можеш да успееш. Не можеш да успееш. Нема тамо вујко, чичо, тетка, телефон да дигнеш. Значи таму кога дојдеш остануваш сам на себе. Ти сваќаш дека на крајот на месецот први иди и ти треба да платиш рента минимум. И имаш уште 100 други давачки, а тука кај нас ги немаш. Тука кај нас ако ги немаш не остануваш на улица. Таму буквално ако ги немаш остануваш на улица или под мост остануваш со хомлес, бездомници. Кој е советот за оние кои сакаат да се вратат во Македонија? Па мојот совет е на сите тие што мислат дека тука може да и биде добро и имат некоја визија за да се врнат тука и нешто тука да работат. Ја би препорачал на сите, буквално на сите. А со многу луѓе разговарам и комуницирам и сум у контакт
Има премногу наши луѓе што стварно сакат да се врнат. Ако барем малку системот се подобри, ја не зборам систем да се подобре нешто кој знае колку. Единствено, само правниот систем да функционира. Значи тие луѓе да осеќат некаква заштита. Значи ти да осеќаш слобода. Значи било каде да отидеш да не се осеќаш загрозен, дали физички, дали од било кој друг. Некој што е на повисоко ниво, кај иначе се вика у хиерархијата. Да имаш едноставно правна слобода. Тоа е најбитно. Ја мислам тај проблем да се реши, ќе има многу луѓе што ќе сакат да се врнат. И има многу луѓе што сакат да се ги повлечат своите животи да дојдат тука. А тоа е многу добар инкам за економијата наша.